Zdravo na svi, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Nov den, novo video. Ne znam da li postoji evidentna razlika pomeđu ova video, koja na anglijski bi trebalo se vika Would you rather, na primjer, i ona video ili što ja stalno si go snimam porano. Međutim, mnogo pa na kraju denot je važno kako se vika videото. Ja sakam da odbiram pomeđu dve nešto, особено koja tije dve nešto ste mi ги pишували вие. Така što se nadam дека ќе ви биде интересно. Доколку тоа е така, не забравяйте да оставите лайк и доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш со клик на subscribe. Ајде да почне. Да победиш на Звезда Гранде или да победиш во некој реалити? Па овде ќе одговорам без нешто многу да размислувам, да победам на Звезда Гранде, затоа што сепак станува збор за музичко шоу, а јас сум некој кој во иднија сака да живее од таа музика, така што Звезда Гранде. Дали попрво би јадел бурек со месо или сирење? Па дефинитивно месо, ја бурек со сирење не ни сакам генерално, така што бурек со месо. Да немаш куќа или да немаш храна? Мислам, полесно е да се дојде до храна отколку до куќа, предпоставувам. Не знам се, не сакам да навлегувам уопште у таа дискусија, али да немам храна. Што попрво би снимил, рум тур или хаус тур? Па дефинитивно рум тур, хаус тур не планирам да снимам, затоа што се уште не живеам сам и мислам дека снимање надвор од мојата соба е нарушување на приватност на моите родители, што просто нема потреба да им го приредувам. Попрво би се откажал од YouTube или од музика? Па дефинитивно од YouTube, мислам, музиката е мојата прва љубов. Да се откажеш од твојата сестра или од најдобар пријател? Па од најдобар пријател, мислам. Бесмислено да одговарам на вакви прашања. Попрво би јадел црн леп или оризови галети? Свеедно, може би црн леп затоа што поише ќе ме најаде. Попрво би мирисал валкани чорапи или повреќаница? Фуј. Леле, не знам. Ако морам, валкани чорапи, например, затоа што... Не знам, леле, ништо не би мирисал ако нема. Сега до душе можам да мирисам и чорап и повреќаница, исто ми е, затоа што не осеќам ништо така да. Дали повеќе би сакал некој што те сака или ти што го сакаш? Ова прашање си го имам поставено едно 100 пати до сега. Дали во животот барам некој да ме сака или јас да сакам? И секогаш онака останувам со подзината уста затоа што и едниот и другиот одговор ми се погрешни. Каква е таа љубов ако не е обострана? Меѓутоа, ако морам да одберам, би одбрал јас да сакам. Повеќе боли, меѓутоа, она првото ми е бесмислено, односно второто, да бидам сакан. Замисли да те сака некој, а ти да не чувстваш ништо. Тоа е напорно. По-несреќен ќе бидеш така, отколку кога сакаш. Вака барем чувстваш љубов. Да немаш коса или да немаш веги? Па да немам веги, ќе ги истетовирам, например. Да зимаш секоја минута по 1 евро или одма да добиеш 100.000 евра? Чекај, една минута е 1 евро. Саат време 60 евра. Па да зимам секоја минута по 1 евро. Барем ки си капнува. Али генерално за некое скоро време валјда би ја надминал таа сума од 100.000 евра. Ај некој од вас нека израчуна, стопирајте го сега видеото, и израчунајте за колку време би направил 100.000 евра ако на секоја минута зимам по 1 евро. Напишете ми у коментар да знам дали сум одговорил точно. Следното е баш онака креативно за промена. Вели да можеш да ги посетиш сите места кои сакаш да ги посетиш или никогаш повеќе да не изгубиш некој драг. Секако дека ја бирам втората опција, би се опростил од сите места кои сакам да ги посетам, затоа што луѓето ми сепак некако позначајни, а од друга страна тоа не значи дека не можам да патувам. Ја и понатаму ќе патувам, али можеби нема да ги посетам местата кои сум сакал да ги посетам. Да мирисаш лошо цел живот или да имаш долги ногти? Па да имам долги ногти, иако не би сакал да имам долги ногти, али од друга страна па да мирисам лошо цел живот, не. Да немаш среќа во стрейт врски или да си среќан во геј врска? Па без многу да размислувам би одговорил да сум среќан во геј врска, затоа што валјда и тоа е поентата на врските, да бидеш среќен, и ако си среќен у геј врска, онда нема врска што таа врска е геј, да. Да имаш 1 милион прегледи на YouTube или 1 милион лајкови на TikTok? Па да имам 1 милион прегледи на YouTube. Следното е баш онака зезнато. Вели, би запалил повторно цигара или би издал тајна на пријател? Се плашам од моментот да запалам цигара, искрено, затоа што мислам дека никотинот у тој момент ќе
направи нещо да им се вратам на цигарите, не знам. От друга страна не би издал kao tajna, zašto bi izdal? По-безболно е да запалам цигара, pretpostavljam, така што би запалил цигара. Да се вратиш во најлошиот период од твојот живот или да им се вратиш на цигарите? Па би им се вратил на цигарите по-добро. Да не чувствуваш ладно или да не чувствуваш топло? Не знам, да не чувствувам топло. Појма нема. Све. Дали попрво би имал дете на 45 или на 18 години? С оглед на тоа дека имам 25, не можам да имам дете на 18, затоа што не можам да се вратам во минатото. Останува да чекам да наполнам 45 и да направам деца. Така што сепак втората опција. Овде некаде ќе го завршам видеото, кој што искрено се надам дека ви се допадна. Бевте релативно креативни. Следен пат очекувам покреативни комбинации. Со самото тоа се надавам и видеото ќе биде поинтересно. Не заборавајте да оставите лайк. Доколку не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш со клик на subscribe. Заследете го мојот Instagram профил за во иднина да можете да учествувате во некое слично вакво видео. А ние се гледаме веќе утре во исто време на исто место. Ćao!